Ние велиме нема некој кој што веќе голем дел од нас не е едуциран или информиран или некако не е во кооперација со вендинг машините, меѓутоа вистина Ико Вардаровски и целата екипа која работи во последните години за убаво вака кампањски да се покрие како да се користат, никогаш не е доцна се потсетиме, така што ова видео нека биде само увертира и вовет на разговорот и да честитаме за 10 милиони селектирани шишиња и лименки. Бидете со нас. Дали знаеш дека колку повеќе селектираш, толку повеќе можеш и да добиеш? Пронајди ја најблиската Пакомак повратна вендинг машина и отвори ја Екомак апликацијата. Ако ја немаш, превземи ја на Play Store или на App Store. Внеси го твоето име, презиме, имейл адреса и креирај лозинка. Не заборавај да си провериш инбокс и да ја потврдиш регистрацијата. Секогаш кога ќе отвориш апликацијата, ќе се појави баркод со кој можеш да ги користиш Пакомак вендинг машините и да селектираш пластични шишиња и лименки. Кога ќе слушнеш, тоа значи дека вендинг машината успешно го прочита твојот код. Сега можеш да го ставиш шишето или лименката во машината. И запомни, дното секогаш е напред. Со секое селектирано шише или лименка добиваш зелени поени. Поените ќе пристигнат на твојот Екомак профил, најдоцна за 24 часа. Зелените поени можеш да ги замениш за ваучери, а ваучерите кои што си ги купил, можеш да ги најдеш тука. За да купиш ваучер, го бираш ваучерот и притискаш плати. Можеш да купиш ваучери за разни услуги, сервиси или донации. За да ги искористиш купените ваучери во маркет, притисни на еден од ваучерите и приложи го на каса баркодот кој ќе се појави на екранот. Јас го завршив својот дел. Сега си ти наред. Така е, селектирај мудро и паметно секој пат некако во релација со Пакомак и му велам на Ико, барем вака на 5-6 месеци секој пат убаво да ги имаме, да си ги споделиме новитетите и она како кампански те делуваат низ не само во централното градско подрачје во Скопје, туку и во општините, бидејќи последното гостување кое што беше на почетокот од ова 2024 беше всушност во кои се општини практично и можеме да ги најдеме, да ги лоцираме сега вендинг машините. Ико, добро утро. Ти благодарам што колку сум веќе речиси 10 години во Телма телевизија, во оваа утринска емисија, никој пат не правиш исклучок, на секој повик да ни одговориш и да дојдеш да не посетиш и да споделиме заеднички за меѓу другото пиедесталот кој што го доживувате секој пат како една можеби од најеколошките развиени компании кај нас, кои што не потенцираат постојано така некако ни прави како еден аларм. Чекај сега, направи го ова, делувај мудро, паметно, селектирај отпад внимателно. Прво, добро ве најдов, поздрав во сите ваши гледачи. Многу ми е драго што еве и ти имаш еден јубилеј од 10 години во Телма телевизија. Колку направи ти во Пакомак? Повеќе од 10 години? Ја од основање од 2012-11 година, значи при 14 години. Некако годините брзо поминуваат, резултативе еве се видливи, да кажам, се видливи и успесиве и горди сме на тоа што сме почнале од нула. Не било лесно, пошто некогаш кога ќе почнеш од нула, знаеш, па лесно е да достигнеш некаква цел, меѓутоа нашава мисија не беше лесна, бидејќи Пакомак не го доживува како фирма која што ќе се занимава со тоа. Меѓутоа полека работите се менуваат од месец во месец, од година во година, со новиве дигитализации подинамична станува работава. И од месец до месец во месец се менуваат работите и е предизвик. Имено. Ама ние да ве потсетиме на предизвикот кој што го правите секој пат. Да. Затоа чинам дека убаво е да се појавиме од време на време вака со вас и да дадеме френетичен аплауз, она што заслужува барем, а некој кој вистина делува проактивно во нашата земја, да ве потсетиме што се сработеле, еве ба речеме во изминатите 5-6 месеци. И не можам да не ја споделам оваа бројка днес со нашите утрински пријатели. Беше една според мене најбавите вести кон крајот на месец мај, почетокот на јуни, дека се собрани 10 милиони лименки и пластични шишиња во повратните вендинг машини кои што еве прималку го погледнавме видеото како се користат, а верам дека горе доле веќе ги знаеме активностите. Веќе тоа што ме радува и постариве луѓе почнуваат да ги користат и тоа интензивно. Така да
она стравување дека како ќе ги користат, за како ќе се скенираат со мобилната апликација, постари се немаат мобилни телефони, сите имаат мобилни телефони, сите ги користат. Имаме над 34.000 корисници, значи месечно по 1000 најмалку нови корисници имаме на машините. Во истите тие градови кои што имаме ставено. Дополнително сега ќе ставаме 14 машини во уште 2-3 нови општини, Охрид, Струга, Велес, Виница. Така да оваа бројка од 10 милиони, која што е еден јубилеј, пред еден месец ја достигнавме, брзо ќе стигне до 15 милиони до крај на годината. Да, ти велиш сега со воспоставувањето на новите стандарди и веќе новите вендинг машини кои што катадневно веќе се поставуваат нели низ општините и градовите широм земјава, бројкава ќе се мултиплицира. Апсолутно, и сега се мултиплицира и сега интензивно расте и имаме многу позитивни коментари и барање од граѓаните да ставиме во други општини, во други просто една дигресија, колешката Кате, не знам точно сега локацијски каде, тука е во близина на Три бисери, да речеме, нели локацијата, вели праше го Ико кога тука негде ќе има, јас знам дека сигурно имате во аеродром. Таму Три бисери само изгледа Катене пазари во еден од блиските маркети до неа. Значи да испоминам дека аеродром веќе ги има. Да, сега да не ги спомнуваме маркетите, меѓутоа многу исто што ме радува дека буквално сите маркети, од најголемиот и оние што се различни типови на маркети, од премиум маркети до оние хард дисконти, сите ја прифати иницијативата наша, прифаќа да се ставаат машините, локалните маркети, ланци исто бараат поставување на машини, така да, како да кажем, општо прифатен проект, општо прифатена акција од наша страна и одржлива е, значи, со помош на Пакомак, нели? Така да мислам дека сме на добар пат да ги постигнеме тие високи скандинавски земји. Не знам дали слушна информацијата пред малку кога спомнавме со Кате дека се гради железнички патен звер да ја спои Германија, поточно Данска Германија за 7 минути со подводен тунел. Тоа го слушнав, извини, ќе те прекинам, морам да го кажам ова. А меѓутоа пред еден месец бев во Норвешка, малку да поднаучиме и ние за машини што се случува. Имено, ако не се лажам, Норвешка е пред 50 години прва земја која што ги постава вендинг машините. Така, таму 95% од пластиката се собира со овие вендинг машини. Во Норвешка? Во Норвешка. 95% практично тоа е целата пластика. Целата пластика, пластични шишиња и лименки се собираат со овие вендинг машини. Имаат многу поставено, многу поставено. Тоа е веќе половина век стратегија. Меѓутоа не се многу народ, распространети се. Да, и тие се околу 3-4-5 милиони тука за горе доле. 5-6 милиони се. Меѓутоа, дисциплината, затоа нашиот процес на едукација трае континуирано и нема откажување од тоа. Имено, само една работа што малку ми прави чемер и јад препосам и тебе, меѓутоа го гледам и го забележам секој пат оптимизмот, а вела дека на таков начин треба да се удри шамар понекогаш на противникот или насилникот во случајот за оние кои што го вандализираат Скопје, особено нели вашите контейнери кои што ги поставувате повторно ќе кажам квартално, ги санирате и штетите кои што ги имате. И едно нешто што можам да забележам последниот период, бидејќи повторно некако сум проактивен со велосипедот, за мене не постои друго превозно средство, кога сме веќе кај скандинавските земји, бидејќи и тие ги користат нели повеќе. Често правам обиколка и руда низ градот. Не знам како вие се соочувате, знам дека многу пати со тебе сме збореле за кабестиот отпад. Како да сме имуни на тоа воопшто да пријавиме, како да не сакаме да дадеме нели мал придонес или во самото претпријатие комунално каде што тоа го собира, го санира и го селектира мудро и паметно како што би го направиле, би требало да го направиме ние. Види, тоа е еден цел систем. Значи треба да функционира комуналното претпријатие, треба да функционира системот градот и да биде тоа организирано. И на крај на денот да има и казни кои што ќе ги опоменуваат оние кои што не се придржуваат до тие правила и прописи. Ако ти имаш јасно поставени правила и ако на луѓето им створиш можности каде да го одложат тој отпад или како да го одложат или каде да се јават, тогаш се помалку мислам дека ќе има такви проблеми. Мислам колку ми е во животот кабест отпад ке од парламентот. Тоа се случува некој пат. Ама мислам дека треба транспарентност во наша држава. Сега ти ако реновираш дома кај ќе се јавиш? Не знаеш ни телефон, не знаеш ни кога ќе помина, че треба. Ако тоа комуналното претпријатие го прави како што треба да има транспарентност. Верувам дека го прават, меѓутоа треба да има транспарентност на кој број да се јавите, во кои денови се собира тој отпад. Бесплатно ли е, се плаќа ли, ние имаме за тоа развиено софтвер, кој што е дел од проектот со вендинг машините и ќе го дадеме на располагање на Министерството, ако сака да го искористи како дел од еден систем за евиденција
евиденција на тие повици и движење на отпадот и тоа е нешто што планираме да го правиме во следниве 2-3 години. Дај Боже, Мислам, некој пат да им може го дадеме пакомак на да стане располагање на министерство само по себе сте вие, меѓутоа дај Боже да има и нешто такво во овој со оглед на тоа дека некако види, ние не измислуваме топла вода. Ние гледаме како функционира напредните земји и го имплементираме со нашава желба, енергија за нешто да направиме тука. Инаку голем дел од работите се измислени, знаеме да импровизираме, секако, бидејќи некогаш и системот те тера нешто да импровизираш за истото тоа да биде во функција, бидејќи не сме толку напредни како држава во однос на другите што видиш, земји. не да го пресликаш можеби на идентитетен начин, ама да има некаков сличен модул кај што полека структурно би се сличен и да биде функционално, што е најважно, да има задоволни граѓани, да исполнуваме нашава мисија, тоа што го правиме, да собираме многу повеќе отпад и да едуцираме. Копенхаген се уште не сум го посетил, верувам дека многумина од нашите утрински пријатели и гледачи и ги имаат посетено, практично некако ги гледаме тие убави пресликани примери. Верувам дека Норвешка и да речам Стокхолм сум го забележал неколку пати дека нема можеби маркет помала или поголема да речеме институција, што и да речеме, да нема вендинг машина или пак контейнери кои што нели се за селекција на отпадот. Дали и очекуваш можеби до 2030, вака да речеме прагматични да останеме нели до крајот на оваа деценија, дека можеби голем дел од домаќинствата кај нас ќе се соочат секој поточно домаќинство да има по неколку контейнери дома за селектирање мудро и да бидеме во кооперација со Пакомак или со уште некоја друга организација. Ја мислам дека тоа ќе се случи, но предходно треба да го решиме проблемот со вандализација, затоа што ние сме тука да ставаме контейнери, да им овозможиме услови на луѓето да селектираат и да ги едуцираме. И тоа е паралелен процес, меѓутоа мора да се реши проблемот со вандализација и со функционалноста на јавните комунални претпријатија. Очекуваме навргу од соработката со швајцарска амбасада да добиеме 2 камиони кои што ќе ги пуштиме во функција, да ги празнат тие контейнери и да се надеваме дека и тој дел од нашиот главен град ќе го презееме, празнењето на амбалажниот отпад. И бидејќи ние сме по флексибилни во однос на тромите комунални големи институции, јавни комунални претпријатија, мислам дека тоа многу подобро ќе го работиме со тие 2 нови камиони и ќе имаме позадоволни граѓани. Значи остануваш оптимистичен дека тоа може да се случи како трансформација? Па и покрај сите препреки што сме ги имале, се уште сме нашава екипа, нашиот тим, сме оптимисти. Така да, бидејќи нас не засегаат и сите промени на влади, па едукација на нови министри, нови раководители и така натаму. И тоа е еден процес. И тоа е еден процес, бидејќи ние интензивно соработуваме со сите јавни претпријатија, меѓутоа нема откажување. Еве, до сега редиме успеси и мислам дека и понатаму ќе продолжиме по тој пат. Имено и ми се допаѓа 1000 нови корисници токму за новите вендинг машини кои што се поставуваат. Секој месец 1000 нови, најмалку, можда и повеќе. Имено, секоја чест. Нели ќе упатиме секако поздрав и до нашите гледачи. Сега, колегата Жан ќе може ако да го зумира само Green Dot. Се сеќавам дека пред неколку месеци кога најдов нели на тука сме, сме Жан. Ова што го гледате е всушност Green Dot. Ико ќе ни објасниш зашто станува збор. Green Dot е трговска марка, економски символ, за кој што е Пакомак ексклузивно, значи представник за нашава држава. Green Dot го има правото за користење на Green Dot, го има само по една најдобра компанија како Пакомак од сите европски земји. Тоа значи дека она амбалажа која што го има овој знак на своето пакување, оној производ кој што ги има овој знак, е дел од еден систем кој што го финансира системот за собирање на амбалажен отпад, кој што води грижа за тој отпад. Значи таа компанија, тој производител плаќа за тој отпад, да се поставуваат контейнери и да се собира, односно. Значи овој знак кој што е автохтон сам по себе за Пакомак треба да го забележиме. Да, оние клиенти кои што се во нашиот систем можат бесплатно да го користат тој знак. Сега во напредните зими, луѓето, тоа што го зборевме сега пред малку, кога застануваат на полица, кога гледат еден тип на исти производи од различни производители и ги бараат тие знаци да видат која компанија е општествено одговорна, која се грижи за отпадот и купува, и тоа е една конкурентска предност на производителите во западните земји во однос на оние кои што го немаат Green Dot. Дотаму се детерминирани да го забележуваат на секој пакување. Не читаат само декларација составот каков е што е, него читаат и какви ознаки има, кои се општествено одговорни компании и така натаму. Така да тоа придонесуваат и да речеме за овие еколошки компании како Пакомак. Апсолутно.
И уште повеќе што и во некои западни земји и е законска обврска овој символ веќе да се користи, бидејќи представува една општествена одговорност и да се знае дека тие компании се дел од еден систем кој што се грижи за отпадот. Велиш дека голем дел од вашите клиенти и партнери го имаат овој знак? Па најголемите светски производители зборам, од светски рамки, од било кој тип на производи веќе го имаат имплементирано. Ме радува фактот што и домашните производители што потекнуваат од нашава земја, кои што извезуваат во други земји, исто го имаат имплементирано овој знак, така да и тој знак си ја врши својата функција и ќе дојде време, можеби малце подоцна од европските земји, кога и на рафтовите ќе гледаме кој има еколошка порака, еколошки знак, кој производ е и ќе бидејќи грижата животната средина е задолжение на сите, не е само на Пакомак или на Марко или на уште не знам 2-30, 50, 100.000 луѓе во нашава држава. Да, имаше пред некој ден интервју кој што го слушав на некој од утринските светски канали, кога водителот и некој активист, екоактивист говорат дека за жал генерациите по 80-тите години тешко може да ги преживеат своите родители токму поради контаминираноста на земјиштето од пластика, од отпад и така натаму. Алармантна е состојбата за да можеме да ги менуваме овие навики и политики кај секој од нас. Сега кај младите па малце е потешко да се менуваат тие навики. Еве конкретно нешто што следи е The Festival во Дојран. Го споменав, ова е сега период на The Festival. Минатата година ние поставивме таму вендинг машина. Значи и во Дојран? И во Дојран поставивме и сега печатокот беше дека младиве не ги интересира тоа. Значи они се пубертет сега, и затоа треба за нив друг пристап. Сега оваа година, во скандинавските земји пубертетот апсолутно не е алиби. Па не е алиби, ама затоа веројатно они во тие изминати 40-50 години испробале повеќе начини и стигнале таму кај што стигнале. Ние мора да пробуваме. Еве сега оваа година ќе имплементираме на The Festival реупотреблива чаша. Значи ќе може да се користат целиот фестивал. Со цел да ставиме помалку отпад позади нас, да секое точено пиво, да не земаат нова чаша, него во истата, да си ја понесат, да си ја носат со себе, ќе им биде закачено околу врат, кога ќе биде празна, кога ќе одат на шах ќе си земат пиво со попус, нормално да ги стимулираме, така да се надеваме многу помалку пластичен отпад ќе остане позади The Festival, кој што ние повторно ќе го собереме, меѓутоа воопшто да не го генерираме, бидејќи поентата е што помалку отпада генерираме за собирање, ќе го собереме. Дај Боже да бидете што повеќе присутни можеби на некои овие фестивалски изданија, па и лице в лице некогаш во рамки на програмата во случајот на The Festival во иднина да направите можеби една едукација додека се слави таму музиката, да се слави да речеме и така е, и минатата година и оваа година пуштаме 2-3 тима кои што ќе ги едуцираат сите тие посетители. Браво. Колку се таму 3-4. Значи ќе бидете присутни физички. Да, секако ќе биде. Секако година се присутни, меѓутоа од година во година се поинтензивно и гледаме каде можеме да се подобриме, како да стигнеме до мајндсетот, вика странците на младиве, бидејќи тоа е посебен пристап. Посебна генерација. Помалите е полесно да се учат, овие што се пубертетли е малце така по предизвик, поинтересно. Ти благодарам многу за гостувањето, ти посакувам убаво на тебе и на тимот убаво ревносно лето, проактивно како и секој пат со Пакомак, а некаде проактивно ќе делуваме некаде можеби од септември, октомври, кога ние ќе започнеме со новата сезона, ќе те чекам да ги споделиме другите резултати. До тогаш ќе имаме поставени уште 15 нови машини, супер ќе биде. Кои што ќе бидат уште поусавршени од постоечките, така да ќе може да споделиме некои нови информации. Не се не сомневам. Убаво лето ти посакувам и тебе, Ико, па за новитетите со Пакомак за некој месец повторно во рамки на нашата утринска антилна.